Наш денешен гостин е професор доктор Милан Дамјановски од Филолошкиот факултет Блаже Коневски, катедра по англиски јазик. Две теми ќе обработиме, иако имаме многу. Професоре, вие сте раководител на мастер по конференциско толкување на Филолошкиот факултет, кој што се организира со Директоратот за толкување на Европската Унија. И ова е нешто што мислам дека барем вашите студенти го сакаат и мислам дека има доста заинтересирани. Како е годинава и ајде малку и ретроспектива да направиме. И колку ќе им се олесни патот потоа, после овие мастер студии за вработување. Она најважното. Да. Сега заблагодарам на вас и на Македонската телевизија што поканивте на вашата емисија. Мастерот за конференциско толкување е, може да се каже, поврзан со самата патот на евроинтеграцијата на нашата држава, бидејќи е продукт на една соработка со, како што рековме, со делегацијата, со Директоратот за толкување во Европската Унија, а уште претходно, како дел од Темпус Фаре проект е направена катедрата за преведување и толкување, од кој подоцна произлегува тој мастер, кој е базиран на Европскиот мастер за конференциско толкување. Зашто има таков европски мастер конференциско толкување? Бидејќи една од најважните принципи на Европската Унија е комуникацијата, а без преведувањето и толкувањето нема комуникација, како што знаеме во една таков голема унија. Заради тоа тие имаат поставено стандарди и бидејќи сите настани и сите документи мора да бидат преведени на 24 јазици на Европската Унија и да биде обезбедено одтолкување. Македонија како членка кандидат за членство во Европската Унија, преку самите евроинтегративни процеси, преку преговорите преку самиот мастер е влезена како македонски јазик во рамките на институциите на Европската Унија, при што во период околу 15 минатиот период околу 15 толкувачи го имаат положено тој акредитацијски тест и помагаат во толкувањето на состаноците, но и преговорите кои моментално се водат со институциите на Европската Унија. Така, ова навистина е доста привлечно, го кажав тоа и кога го поставив прашањето за младите, и навистина во делот она што ве прашувам понатаму за работа, верувам дека им е олеснет патот. Да. Не мора тука да биде само во Македонија, меѓутоа може да биде и во делот во државите на Европската. Да, со тоа што ќе го завршат мастерот за конференциско толкување, тие имаат веднаш приоритет да го полагаат акредитацијскиот тест, а тој може да се полага за сите јазици, кон сите јазици на Европската Унија, а нашиот мастер покрива поголемите како германскиот, францускиот, италијанскиот, словенечкиот, рускиот јазик и италијанскиот се разбира, каде што нашите студенти може да изберат една комбинација од тие јазици, се разбирани од А јазик македонски, а со тоа што колку повеќе јазици познават или па се акредитираат, ќе им бидат отворени вратите на институциите на Европската Унија пред се, а се разбира со самата таа акредитација тие влегуваат на пазарот на толкување во Европската Унија, но во државата и во целиот свет. Дали нашите студенти се квалитетни преведувачи, професионални, како велиме? Да, секако. Иако можеби некогаш немаме довер во нашето образование, самата пракса покажува дека во сите струки, особено во преведувањето и толкувањето, нашите студенти и самите кои завршиле мастерот или ги завршиле студиите, некои од студиите на Филолошкиот факултет, се основата на толкувачката и преводачка професија, како меѓу тие акредитирани толкувачи повеќето се или дипломирани од мастерот или од нашиот факултет, или пак предаваат на самиот мастер. Тоа сакам да кажам дека во рамките на мастерот се вклучени акредитирани толкувачи, но и предавачи од Европската Унија, од самиот генерален директорат. Одлично. Така да можат и одблизу буквално да се запознаат со целосната програма. Меѓутоа, ајде да се вратиме наназад. Сакаат ли младите да се запишуваат на катедрата за англиски јазик? Знам дека интересот е голем, особено за превод и толкување. Да, катедрата за англиски јазик низ сите овие години е атрактивна, привлечна.
иако во минатото квотите беа далеко поголеми, но и овие години сме, може да каже, и најпопуларна катедра на самиот филолошки факултет, но условите во државата и во регионот, за жал, го намалуваат можеби малку интересот за изучувањето на езиците, но јас би сакал да ги потикнам сите кои се влюбеници во јазикот, дека ова е времето на јазиците, на преводите, на комуникацијата, бидејќи и дипломата која ќе добијат, и знаењето, најмногу знаењето кој ќе добијат, ќе им ги отвори вратите за повеќе професии, како за настава, така за превод и толкување, но и за многу други професии во регионот и во светот. Затоа јас би потикнал секој кој е влюбеник во јазиците да се запише на некој нешто. Знам дека е рано, веќе бројката се знае за упис, колку ќе има кај вас? Како и сека година на околу 120 студенти треба да запишат на катедрата за јазик. Не е за подценување. Мислам дека задоволителен број, ако можеби што покажува праксата годините наназад, има повеќе пријавени или? Имаме за катедрата за англиски имаме еден стандарден број на пријавени и на запишани, додека за жал за хуманистичките науки малку опаѓа. Заостанува така. Заостанува заради различната конјунктура во однос на барањата на пазарот, условите, можеби малку повеќе идат кон информатичките и другите науки, но само да кажам дека јазиците се недвојбено поврзани со самите новата дигитална технологија и треба несомнено, тоа е една, како велиме, нешто што е поврзано и навистина се тесно поврзани, една без друг не може. Професоре, годинава 10 години, мислам, ќе одбележите награда за најдобар млад преведувач Вавилон, која што е основана 2013-та, нормално, ако се одбележува 10 години, исто така на иницијатива на делегацијата на Европската Унија во нашата држава, а конкурсот... Издруженијето на преведувачи. Да, Издруженијето на преведувачи. Конкурсот партнерски го организира делегацијата на Издруженијето на преведувачи и толкувачи. Годинава, значи 10 години, за оваа награда. Има ли доста заинтересирани? Ајде да ни малку раскажете и да ни кажете оваа година како што ќе се одвива конкурс. Јас сум одноодобна председател на организацијскиот одбор на наградата Вавилон за најдобар млад преведувач на која, како што кажавте, веќе ја слави својата 10 годишнина. Тоа е една од најубавите и можеби и најпозитивните проекти кои произлегле од овие процеси. Таа е наменета за сите млади преведувачи до 26 години кои треба да преведат едно дел од 3000 до 5000 збора на дело кој било објавено на некој од јазиците, 24 јазици на Европската Унија, а преведено на јазиците кои се говорат во нашата земја. Така да секоја година имаме голем број на пријавени. Заради ковидот можеби малку опадна бројот, заради тоа што некои од настаните кои беа поврзани со наградата беа ограничени на Zoom, но еве со десетогодишнината се надевам и ги повикувам сите млади преведувачи да погледат нашиот сајт babylon.mk, да можеби додат на страната на ЗПРМ и да ги погледнат условите. Добро, конкурсот ви трае долго? Да. Во моментов се врши жирирање на пријавените за минатата година, а потоа ќе почнат активностите за наградата Вавилон следната година, која ќе биде попратена, се разбира, и со други настани со кои ќе сакаме да го значиме овој јубилеј. Тоа сакам и да ве прашам, сепак за оние што не знаат, што не учествувале, можеби ќе учествуваат, дека конкурсот преку работилници трае долго. Ај малку раскажете ни буквално како се одвива. Секоја година различно или имате нешто што е унифицирано? Секоја година се одредува амбасадор на наградата. Мината година тоа беа познати писатели како Владимир Мартиновски, Калем Малевска, мината година беше Владимир Јанковски, Румена Божаровска, кои помагаат во промовирањето. После објавувањето на конкурсот се организираат работилници, каде што по сите во многу градови во рамките на нашата држава, каде што се покануваат младите преведувачи, каде што ќе се запознаат со условите, се запознаваат со инфраструктурата комисиони во однос на контактите со организаторите, исто така со амбасадорот, како и на сајтот на babylon.mk, каде што ги имаат сите информации, пошто те избираат едно дело, имаат речиси цела година некаде до април да го преведат, да го поднесат и потоа до 26 септември
кога ќе биде прогласен победникот и се доделуваат наградите. Еден победник, колку награди? Значи, може да биде зависност од бројот на програмите до 4 награди. Награда има за првиот 500 евра, потоа членство, посета на настан, поврзан со книжевниот превод, организација на посета на настан со книжевниот превод некаде во Европската унија, членство во годишно членство во ЗПРМ, како и објава на нивниот превод во културен живот. Вие како Сдружение на преведувачи и толкувачи им помагате на овие млади во изборот, мислам, за она што треба да се зафатат, да конкурираат? Се разбира, не само тоа, него ние исто така организираме и други настани, други толници каде што говориме за проблематиката на преводот и толкувањето, има ресурс на самиот сајт каде што може да имат линкови до различни награди и европски награди останати издавачки куќи што може да изберат дали дело, дали книга, дали краток расказ, може тоа да направат во консултација со самиот амбасадор, со самиот организацијски одбор. Секој сме отворени и во рамките на градот и надвор тоа за соработка. Ме интересира ова млад преведувач, има некоја граница на години? Да, за оваа награда 26 години. Се разбира во животот секојаш додека се работи квалитетно и љубопитно, секојаш сте млад. Да, но до 26 години. Да, а од? Не мора, тоа нема ограничување. Не. Сакав да прашам дека можеби и млади од средните училишта, или само од факултети? Најчесто се јавуваат, но младите од средните училишта секако може да се јават, да се информираат. Млади луѓе што сакаат да го учат јазикот, да го преведуваат, да го толкуваат. Мислам дека имам уште малку време. Сакам да ви искористам, бидејќи, како велиме, Боба сте специјалист. Можеме ли ние во преводите, сега не зборуваме, нема да ве прашам за ова конференциско толкување, за мастер студиите, него воопшто за преводите на книги, да не шириме многу на филмови, имаме ли ние професионални или колку е тоа, бидејќи има доста полемики околу ова прашање, дека понекогаш не се добро направени преводите. Какво е вашето мислење? Имаме прекрасни преведувачи, имаме прекрасни потенцијали и ресурси, едноставно само треба да им се дадат услови во рамките на општеството, во рамките на индустријата, се разбира да се надмине тој таа илузија дека нашиот јазик не е богат или дека се создаваат лоши, се разбира дека бидејќи има голема потреба од преведувачи на сите медиуми, многу често можеме да се судриме на филмовите или во некои книги со можеби проблематичен превод, но самиот факт дека се објавуваат огромен број на книги, поддржани од самите издавачки куќи од Министерството, укажува дека имаме голем квалитет. Еве сега сум член на жирито за наградата за превод Драги, во обсета на Драги Михайловски, каде што се пријавија, речеси, 40 врвни преводи за таа награда. Така што имаме квалитет, имаме потенцијал, нашиот јазик е богат, фала Богу, имаме читателска публика, се надаме се уште повеќе и треба да имаме верба и во нашите преведувачи, како и во нашата книжевност. Сакав да прашам, да не сам малку жаргонски, ќе кажам, се протнат некои аматери во преводите, не во толкување. Да, секогаш има тоа, особено со денешните тоа не може би да се контролира многу или? Брзината на денешната технологија, брзината на издавањето на книгите, на филмовите, сето тоа отвара простори понекогаш и за одреден аматеризам или за непрофесионалност, но тоа веднаш се забележува и се надам дека и самата јавност може да препознае што е добар, што е лош, но тие што се квалитетни секогаш ќе опстојат и ќе го одржат нивото на нашиот јазик и ќе бидат барани. А дали има ли потреба од поголема бројност на преведувачи, толкувачи воопшто во нашата држава? Да, има, особено во наредниот период, и затоа сакав и да зговорам за мастерот, бидејќи како ќе се отвориме кон Европската унија, на европскиот пазар, но и самите преговори на Европската институција ќе се отворат бројот на настани, конференции, проекти и сама комуникација, и ќе бидат потребни не само англискиот јазик, туку и сите други поголеми јазици. И кога се чини Естонија стана членка и беа потребни најнаш 200 толкувачи за да го покријат потребите за преговорите. Во моментов се преведуваат сите закони на Европската унија. И
Тоа е процес кој никогаш не запире и само ќе се зголемува. Ние сме мала држава и треба да ги искористиме со потенцијали и затоа верувам дека преведувачката и толкувачката професија има добра иднина во наредниот период за македонскиот јазик. Так, професоре, ви благодарам за учеството во денешната емисија. Се гледаме во следна средба, можеби ете и кога ќе ги имаме наградените млади преведувачи, меѓутоа и за време на уписите, ако има некои нови моменти, уште еднаш ќе ви се заблагодарам за учеството. Благодарам и само да кажам дека уписите се на крајот септември, сите што заинтересирани слободно може да се јават на Филолошкиот факултет, ќе им бидат дадени сите информации. И за додипломските и за постдипломските студии. Благодарам уште еднаш за поканата. Благодарам.